Благодарам, почитувани граѓани, почитувани медиуми. После 15 месеци од владата на ДПМН денеска сме сведоци на целосен распад на системот за поддршка на земјоделството и шумарството. Овој сектор, кој е еден од двигателите на македонската економија, очигледно не е на списокот на приоритети на власт и покрај обидите на државата да прикаже наводна посветеност за поддршка на земјоделството и спроведување на реформите кои што ги бара Европската Унија, реалноста на терен е сосема спротивна. Владата на ДПМН не само што не вложува, туку свесно ги стопираше сите добри политики и европски практики кои што беа воспоставени од страна на СДСМ. Секторот земјоделство тоне, а последиците ги трпат илјадници земјоделци. На денешната пресконференција ќе се задржам само на неколку клучни примери кои што се доказ за безидејноста, незаинтересираноста, неспособноста и штетноста на оваа власт. Оваа влада ги напушти реформите во шумарството и тоа го потврди официјално и Европската Унија преку својата делегација во Скопје. Во времето на СДСМ, на моje барање како тогашен министер, за прв пат Европската Унија побаравме, а тие се сложија, да застанат за целосна и длабинска реформа на секторот шумарство. И токму затоа ни одобрија 3 големи проекти во износот над 1,5 милиони евра, за да се реформира и за да го трансформираме и јавното предпријатие Македонски шуми, но и буквално да се спроведе целата реформа на овој сектор кој што е значаен двигател исто така на економијата. Се изработија нови закони за шумите, закон за формирање на Агенцијата за шуми, за трансформација на шумската полиција, а и закон за формирање на ново државно предпријатие за Македонски шуми. Односно, со овие средства и со овие проекти во изминатите години, на кои што се работеше интензивно, се обезбедија две клучни работи, а тоа е целосна трансформација на Македонски шуми и на целокупниот сектор шумарство, но и креирање на нов интегриран IT систем за следење и контрола на дрвната маса и на шумските пожари. Тоа беа вистински европски реформи. Законите ги изработивме, законите беа во владина постапка, а софтверот за овој систем за следење на дрвната маса кој што го има во сите европски земји и кој што значи дека секој граѓанин може да биде полицаец и да ги следи буквално, да го следи секое дрво и сите документи и да биде инспектор во делот токму на овој сегмент и на овој сектор, воопшто, иако е изработен, иако е набавен и е во собственост на државата, воопшто не е ставен во функција. Што направи ДПМН и Трипуновски? Ги повлекоа законите, ги прекинаа реформите и, како што кажав, набавениот софтвер воопшто не е ставен во функција. Јасно е дека на некому му одговара и да не биде трансформирано јавното предпријатие Македонски шуми и да не се донесат ваквите закони кои што ги има во Европската Унија, но и да нема дигитален систем за следење на дрвната маса. На некого овој хаос му одговара. Ова оди директно на штета на природните ресурси на државата, на заштитата на шумите и на богатството, но ова е штетно и по сите граѓани. Понатаму гледате што се случува и со лозарите. Бербата веќе завршува, откупот е катастрофа. Лозарите од старт се оставени на неизвестност, без поддршка од државата за прв пат. Ова е прва година кога лозарите немаат дополнителна поддршка од државата, нешто што го имаа во секоја една година во владите на СДСМ. Се крие и не се објавува производната цена, иако со новиот закон донесен токму од мнозинството предводено од СДСМ, од новиот закон за виното, обврска законска на Министерството е до 15 јули да ја објавува производната цена. Иако таа набавка е направена, иако е изберана научна институција која што
ја направила оваа пресметка, за која што знаеме, цените производни кои што ги дефинирала науката воопшто не се објавија, иако тоа е законска обврска на самото министерство. Доцни како никогаш досега зелената нафта како мерка која што е повторно воспоставена од СДСМ, ја укина авансната исплата на субвенциите, што значи лозарите до крајот на годината нема да добијат пред време 30% од субвенциите како дел од праксата воспоставена од владата на СДСМ, ги укинаа грантовите и сите програми за малите земјоделци, меѓутоа на големите земјоделци и на големите фирми им овозможија да добијат субвенции по 1 милион евра. Исто како во времето на Груевски. Се дозволи винариите да диктираат услови и цени, па затоа оваа година имаме за само половина денар повисоки цени од минатата година. Зборуваат и лажат за некаков рекорден откуп за оваа година, без при тоа да се вратат наназад и да ги видиме бројките и во минатото, и во 2020 и во 2021, кога имавме уште поголеми берби, кога имавме над 130 милиони килограми и кога воопшто немаше проблем со откупот како што имаме тоа денес. Власта застана на страна на винариите, нив им даде поддршка од 2 денари, а за прв пат го напушти концептот за поддршка на лозарите, на оние без кои што не може да се добие квалитетното македонско вино по кое што сме препознаени и по кое што веќе сме помеѓу првите земји во светот по вредноста на нашиот извоз. За винариите 2 денари поддршка, за лозарите 0 денари, односно не се прифати предлог законското решение поднесено од СДСМ за дополнителна поддршка од 3 денари. Во моментот на 20 милиони килограми винско грозје се уште стојат неоткупени. Министерот сега повторно манипулира со лозарите. Сега пак, како во времето исто така на Никола Груевски и во минатото, кога имаше огромни проблеми со откупот на грозјето, да се подсетиме на проблемот со повардарие, создаден од минатата влада на ВМРО ДПМН, а решен од страна на владата на СДСМ, каде што со 12 законски измени успеавме секој еден лозар да биде обештетен и да завршат лошите пракси и политики од минатото. Денеска повторно има најава за некаква нова винарија Вардар, која што ќе го откупила целиот вишок. Винарија која што последен пат откупувала во 2020 и винарија која што воопшто го нема овој капацитет на грозје која што треба да биде соберено и да им биде платено на лозарите. ВМРО ДПМН ги изневери и сточарите. Доцна исплатата на вториот дел од субвенциите по грло овца од програмата за 2024 година. Минатата година, за споредба, овие субвенции беа исплатени на 13 март. Денеска сме веќе 22 септември, се уште овие средства не се исплатени кон сточарите. И имаме нова најава постојана од министерот дека 15 ноември ќе бил рокот кога ќе бидат исплатени овие субвенции. И тоа е уште една лага и обид да се манипулираат и одгледувачите на овци, кои што добро знаат дека минатата година и секоја претходно навремено, неселективно ги добиваа средствата од државата. Ги добивале во март, а сега е крајот на септември и се уште сточарите немаат добиена субвенција. Треба да каже од каде ќе најде пари за исплата на овие субвенции, кога со јулскиот ребаланс оваа година се скратија 500 милиони денари од програмата за субвенции. И ова 2025 година ќе биде запаметена како година во која што за прв пат со ребаланс на буџет, наместо да се додаваат и наместо да се зголемуваат средствата за субвенции, имавме за прв пат кратење во програмата за субвенции и токму затоа денеска имаме застој во самата исплата на субвенции. Или имаме застој во исплатата, или субвенциите не се исплаќаат, или програмите и мерките се укинати, или пак исплатата како што тоа беше за градинарите од Струмичко, видовме, токму се подсетивме на времето на ВМРО ДПМН како се исплаќаа по списоци селективно, едни ќе добијат, а други ќе чекаат. Откако ја имаме ова нова власт на ДПМН,
Имаме рекордно ниски откупни цени на јачменот, на пченицата, на оризот, на пиперката. Ги укинаа програмите и грантовите за малите производители, за она што беше бренд и е бренд на македонското земјоделство. Создавањето, преку нова реформа во претходниот период, на мали оператори со храна, кои што беа поддржани со нови програми кои што денеска оваа влада ги скрати. Со ДПМН и ИПАРДот и европските средства за модернизација на македонското земјоделство крахираат. Од лидери во регионот во ИПАР-2 сега сме на дното по сите извештаи кои што ги дава Европската Унија. Сега сите други земји се пред нас. Ние бевме пред сите, денеска сме на крајот на оние кои што работат да ги искористат европските неповратни средства. Почитувани, сето ова е стратегија за уназадување на цела една стопанска гранка која што е битна за македонската економија. ДПМН покажа дека нема ниту капацитет, ниту волја за поддршка на земјоделството. Не понудија ништо ново, а секоја мерка и политика што даваше резултат, се гледа начин како да биде укината. СДСМ покажа како се гради систем, како се креираат мерки, политики, како се поддржуваат земјоделците и како може овој сектор да расте и да се развива. Ке продолжиме да даваме решенија за поддршка на земјоделците и за развој на овој значаен македонски сектор. Благодарам.